Благодарам. Знаете што, за неколку години исти овие кои што ќе велат со ова се затвараат прашањата, понатаму ќе одиме на економија, исти овие ќе ни дојат за 3-4 години и ќе речат, знаете, треба малце духот да го прошириме, интерпретацијата, имплементацијата и така натаму. Значи, постојано и постојано ќе се најавуваат завршување на пакетите, затоа што тоа е единствен начин СДСМ било кога да направи коалиција, затоа што во 70 години еднаш има победено на избори 2002 и никогаш повеќе. Од последни 70 години добри 58 се на власт и еднаш имаат победено на избори. Понатаму, господине Поповски, велат преполовување на невработеноста, дали тоа ВМРО ДПМН го направил или не. Многу едноставен есап, многу едноставна пресметка. Невработеноста 2006 година беше 38%, невработеноста сега е 22%. Со рецесија не се намалува невработеноста која што рецесија донесе СДСМ. Со бркање на странските инвеститори, кои што го прави СДСМ да на дневна основа не се намалува невработеноста, туку се зголемува. Понатаму, со зголемување на даноците, кои што гледаме дека ќе се случуваат, тоа и ММФ им го најави, исто така не се намалува невработеноста, туку се зголемува заедно и со иселувањето. Господине Поповски, исто така имаме и една многу едноставна пресметка. Тие добре знаат, ќе ја кажам за луѓето кои што се на балконот и на галеријата. Во 2006 година, кога нели демократскиот режим на големите демократи на СДСМ ја напуштаа власта, на тие избори гласаа некаде околу 800.000 луѓе. Значи, со овие демократи 800.000 луѓе гласаа. Тие велат 600.000 луѓе се иселиле и минатата година, кога повторно беа поразени во декември 2016 година, на избори излегуваат 1.150.000 луѓе. Значи, како тоа, почитувани присутни? Дајте ми го есапот, со кој што во Македонија има 600.000 иселени, а има 250.000 луѓе кои што гласале, вие се китите со тие перија и велите, нели имало недоверба кон ВМРО ДПМН, а на таа недоверба вие сте ги изгубиле изборите. Кој е тој демократски капацитет каде што во Република Македонија сега се забрануваат референдуми? Око не им трепнува. Око не им трепнува. Референдум не може, процедура не може. Ке им текне некој закон, европско знаменце. Ниеден човек од Европа не им кажува дека тоа во ред тие ставаат европско знаменце. Нема закони во Македонија. Суспендирани се еден куп работи во Македонија. Ке се кандидира градоначалник за 3 дена кривична пријава. Ке издржиме и оваа демократија. Ке издржиме и оваа демократија, затоа што нашиот народ има кондиција дури и за вакви демократи. Благодарам.